Во општина Новаци разговараме и со советникот кој што работи во одделот за урбанизам, за комунални дејности и инфраструктура, господинот Благоје Бежановски. Разговараме за сите оние проблеми со кои се соочува одделот, поточно општина Новаци, при реализација на барањата на физички лица, поединци, но во исто време, или предприемачи, но во исто време и оние стопански големи фирми, странски инвеститори, кои што сакаат да гравитираат, да функционираат, профитираат на површината и во атарот на оваа општина. Добар ден, господине Бежановски. На почеток, дали сте доволно кадровски екипирани? Општина Новаци е мала, во редот на малите општини и сигурно функционирате како оддел. Значи, дали овој оддел е доволно кадровски екипиран? Добар ден. Добро дојдовте во општина Новаци. Јас сум Благоје Бежановски, советник по комунални дејности, инфраструктура и сообраќај во општината Новаци, во одделението за урбанизам, комунални дејности, сообраќај и ЛЕР. Ние сме доволно екипирани во општината. Нашето одделение се состои во склоп на цела општина, одделението се состои од имаме и двајца архитекти, јас како градежен инженер, раководителот ми е правник, добро функционираме, работиме, ги согледуваме проблемите и ги решаваме проблемите. Досега помали, поголеми проблеми, али немаме нешто што не сме го решили, што не сме отстапиле и на барањата на физичките лица и на барањата на правните лица. Од аспект на примена на регулативата, која што ја регулира оваа дејност во која што е работата на овој оддел, кои се најголеми проблеми со кои се соочувате? Како мислите во законската регулатива? Да. Па со некогаш со врските со централната власт, со министерствата за животна средина, за транспорт и врски, не во поглед на проблеми, али во издолжување на некои постапки, во издолжување на очекување на пример, добивање одговори, согласности во поглед на тоа. Граѓаните што бараат најмногу? Како физички лица зборувам. Кои се нивните најчести барања кои се упатуваат на адреса на одделот? Жителите на општина Новаци како физички лица најповеќе имаат барања за комуналните проблеми. Од страна на пешачки патеки, на подобрување на улиците, уличните осветлувања, повеќето се комунални дејности, комунални проблеми. Во поново време имаме веќе подобро го решаваме и како собирањето на сметот од тој поглед. Значи најпоќе ни се категоризираат како комуналните дејности и комуналните проблеми од аспект на инфраструктурните решенија и кои веќе ги подобриваме и веќе во општина Новаци. Па мислиме дека немаме веќе неасфалтирани улици и веќе ни се 70% изградени тротоарите и реконструирани тротоарите во населените места. Како ве комуницираат жителите на општина Новаци? Доставуваат барања електронски во системот или пак се обраќаат писмено до вас? Се обраќаат писмено, се бара. Најчесто сакаат, обожаваат да контактираат лично со граначалникот. Кај граначалникот мислам дека и нема закажување термини. Секој се добредојдени, со мало чекање, имаат контакти, во секое време се услужени и доставуваат писмени барања во поглед на нивните потреби, што имаат зависи од кој тип на потреба и према потребата ние се доделуваат на совет. Советот налага да излеземе на терен, ќе излезам на пример доколку треба има потреба и ќе излегам јас на терен да се оправдани барањата или не. Чим се констатираме дека се во ред, се пристапува кон мали изградби, мали посочување на некои водоводи, одводи, атмосферски канализации, корекции, поправки, например во Новаци не функционира фекалната канализација доколку има проблеми, решаваме и на тој начин комуникацијата, ги одиме на решавање на проблемите од секојдневното живење. На што акцентот е ставен оваа година? Оваа година ни е акцентот ставен на оформувањето, веќе урбанизирањето и изградбата, планирањето, веќе имаме добро планирање на индустријската зона овде во Новаци. Целта е да се привлечат домашни и странски инвеститори, да се одржи не само сегашниот развој, бидејќи тука ни гравитира и РЕК, туку да се зголеми развојот на општина Новаци и да се донесат странски инвестиции за да можат да ни се вработат местното население, дури и население од општина Битола и општина Могила.
Дојдовме до информација во разговорот со градоначалникот дека турски инвеститори се заинтересирани да вложуваат овде токму во стопанската зона, но дека при доставување на целата документација до Министерството за транспорт и врски постои одредено пролонгирање на роковите, термините. Како според вас би се надминало овој проблем? Мислите на проблем за комуникацијата? Самата постапка да се ажурира, градоначалникот кажа дека неопходно е да се направат смени на правилникот и дека треба таа одлука да... Да. Моје мислење е дека треба да се убрзаат тие подхитно, тие постапки на комуникацијата за документација, барањата и согласностите меѓу малите рурални општини и Министерството за транспорт и врски, животна средина, бидејќи малите рурални општини не може урбанизацијата во село и во град да ја види иста. Условите не се исти, планирањето не е исто. Не можам, не сум компетентен доволно до страна на урбанизам да кажам зошто и како, а мислам дека треба експресно да се реагира доколку да се подобри и развојот и комуникацијата, но и да се добијат потребните документи што кој ќе се има намера или да се гради или да се планираат некои работи. Легализација на дивоградби, доградба, изградба на нови куќи, станови, колку често имате? Приоритетни на населението во поголемите низински рамничарски места во Пелагонискиот дел се јавуваат градби, потреба од градби со одобрение за градба. Во руралните села горе некои вршат реконструкција или нема некои нови градби, некои вршат мали запати, препокривање, санирање огради, санирање на камени куќи, такви работи. А процесот на легализација веќе од 2011 година со законот за легализација на бесправно изградените објекти, ние го спроведивме процесот на легализација веќе во завршна фаза каде што имаме многу нерешени имотно-правни односи. Бидејќи во ремничарските уште ќе кажам, Пелагонискиот дел веќе горе-долу се добри работите и скоро решени до 90-95%. Горе во Планинскиот дел, во Маријовскиот дел, посебно кај што сите села што гравитираат кон општина Новаци, има имотно-правни нерешени работи, како повеќе наследници и повеќе собственици. Иначе, само тука може да биде нерешен проблем, иначе во глобала 90% не се решени легализацијата на бесправно изградените објекти. Колку просечно треба да чека граѓанинот како физичко лице во овој случај за да може да добие едно одобрение за градба? Мислам дека од 30 до 45 дена ќе се заврши целокупната работа. За легализација на објект? За легализацијата зависи, например, легализациите завршија, значи немаме повеќе легализација, законот заврши. Доколку се изгласа на собрание одлука за да има повторно, ама тоа е веќе друга работа. Иначе легализацијата не беше некој голем проблем ако беа сите документи потполно поднесени. Например, ако немаше проблем и затоа што некој пат овде имаше и од друга страна, например, парцелите, имаше овде поместување на парцели. Од предпоследниот пример, кој се вршил во катастарски пример, со последниот имало поместување на границите на парцелите, тука имавме несогласности, неусогласувања и навлегување ниво други, затоа тие треба да се решат или ги решаваме веќе зависно од случајот во консултација со катастар Битол, оделението за катастар Битол, од агенцијата на катастар. Вие рековте дека сте повеќе во делот на комунални дејности, но во надлежно сепак во овој оддел. Дали постои усогласеност на деталните урбанистички со генералниот урбанистички план на општината и дали има потреба општината да носи нов генерален урбанистички план? Мислам, кога е последниот последните планови беа укинати. Сега се во фаза на изработка, имавме урбанистички план за село Новаци. Тој не е, мислам, веќе во сила, тие се укинати. Сега се изработуваат нови, немаме генерални планови, значи урбанизацијата тековно е нарачена таа споро ни од 3, 4, 5 години. За еден детален план? За еден детален план во фаза беа на изработка, сега не знам до каде се стигнат, искрено кажам, значи раковителката и колегите од урбанизмот треба повеќе ги знаат тие работи, знам дека тоа оди спор. Изработката на урбанистичките планови за малите рурални општини оди спор. Од кои причини не можам да кажам. Важно знам дека се користат сега веќе и општи акти од страната урбанизма за да можеме на населението да му издадеме, да им се издадат услугите и потребните одобрени за градот кај што има потреби.
Да се излезе пресред. да се излезе пресред. Зашто има најмногу барања? Дали постојат Новаци се наоѓа многу блиску до Битола? Има низински 12 терени, километри, Сончева општина, атрактивни споменици на култура во непосредна близина, во Старавина. Овде поминувала линијата на Солунскиот фронт. Да. Имате извонредно убава црква, реновирана со средства и од европските фондови, соработувавте повремено со Нормандија. Одевте и таму во возвратна посета како општина. Да, Значи сте атрактивни од аспект на развој на туризмот. Колку постојат барања, потреби за инвестирање во оваа сфера, можеби? Туристички развој, изграда на хостели, хотели, можеби? Во Мариовскиот дел, во горните села кај што се Градешница, Зовиќ, во Старавина, Будимирци, значи имаше потреба, се најавија потреби од селски туризам, обновување на некои куќи, веќе некои куќи, собствениците на некои куќи ги заобновија, али веќе не знам само дали да действуваат или делуваат како за селски туризам, дали ги издаваат, дали функционираат како правни лица. Дали издавате посебно одобрение за... Немаме издадено одобрение има најава, имаше консултации со градоначалникот дека има потреба или сакаат да инвестираат за селски туризам. Но се уште нема, мислам дека најава како правни субјекти, правни лица да почнат да действуваат или да работат како такви. А веќе во поголем дел од горните села, Мариовскиот дел, веќе има доста обновени куќи, реконструирани куќи, што веќе има тенденција да организираат и да спроведуваат селски туризам. Значи, мала општина, 6 член оддел, барања на граѓаните, на инвеститорите, одговор рековте 40 на дена за физички лица. Колку за фирми? Па исто и за фирмите толку. Дека ако нема проблеми од правен аспект, дека проблем одобрение. При доставањето на проектот, основниот проект кај нас до максимум до 40 дена може да се, доколку нема проблеми од имотно-правните односи. Како ви комуницираат фирмите? Електронски. Го користат системот преку своите урбанисти или планери. Значи, фирма што го води проектирањето, електронски го застапува инвеститорот и преку нив само електронски. Иначе во секој пат може да ги сконтактираат и со градоначалникот и кај нас одделението за урбанизам. Сите инвеститори кои ќе дојдат тука, нивните овластени лица кои што ги архитекти или куќи што се за проектирање, тие ги доставуваат по електронски пат, а секој собствениците или потенцијалните инвеститори секој се присутни во општината за консултации, за помош, за услуги и така. Пренесовте слика во која што останува големата обврска на општината, да ги заврши што поскоро деталните планови, да изготви еден урбанистички генерален план за да може да се инкорпорира. И да не заборавам, само извинете што ве прекинувам, дека сме во фаза веќе на изработка преку Министерство за транспорт и врски додадена им е дозвола за градба, веќе изработуваат најголемата соларна електрана. Имаме барање уште за една, веќе имаме постојачка пред 13 или 14 години во село Гермијан, сега се гради тука ватарот на село Рибарци. Па мислам дека на 500.000 метри квадратни имаме уште две или три барања за соларни електрани. И мислам општина Новаци е мала по број на жители, али најголема рурална општина во Македонија. И можеме се пофалиме дека за скоро ќе видиме покрај што е тука РЕК, да не заборавиме, РЕК е најголемиот енергетски комбинат во Македонија, 70% секоја струја што екзистира од РЕК или потекнува од РЕК, се произведена од РЕК, и веќе ќе станеме општина на соларни електрани, значи општина на енергијата за скоро време. Ви благодарам, посакувам успех во вашата работа, на гледачите, на жителите на општина Новаци, посебно на сите оние потенцијални инвеститори. Еве, ги поканувам и преку нашиот канал да може да реагираат, да бараат одговори, да аплицираат во општината со цел да дојдат до едно идеално решение за инвестирање во оваа општина, како што кажа господинот Бежановски, општина која што ќе биде мејка на соларната енергија. Благодарам. Благодарам и вас.